Според најавата на премиерот Никола Груевски, 2016 година ќе започне со достојни проекти кои се од големо значење. Премиерот во своето гостување во вестите на Сител најави дека од средината на јануари владата се очекува да потпише договор со 8 компании кои ќе инвестираат во Македонија и ќе отворат над 1500 работни места. Две од нив се македонски, се првите вакви компании кои ќе инвестираат во ТИРС зоните. Првата македонска компанија која ќе инвестира во ТИРС Бунарџик нема никаков странски капитал и ќе произведува автомобилски делови. Во фабриката која ќе ја градат ќе се отворат 200 работни места. Втората исто така македонска компанија ќе произведува делови за електроника и ќе вработи 300 лица, од кои 100 во првата година. До 15 јануари следуваат уште неколку странски компании. Следната странска компанија од Калифорнија ќе се занимава со производство на софтвер. Инвестицијата е околу 13,5 милиони евра и ќе отвори нови 250 работни места. Следуваат две германски компании, едната за изработка на LED светилки која ќе вработи 200 лица, а втората од областа на автомобилската индустрија ќе инвестира во прилеп и ќе отвори 150 работни места, истакна премиерот Груевски. Додавајќи дека завршени се и преговорите со турска компанија која ќе отвори 250 работни места во Битола, а потпишување на договор до 15 јануари се предвидува и со германска компанија во делот на машинската индустрија, која планира да отвори фабрика за машински делови, електромотори, CNC машини и центар за истражување и развој. Но ова не се единствените проекти кои се предвидени за стартот на годината. Предвидено е зголемување на платите на лекарите во итната медицинска помош за над 11% или околу 2700 денари повеќе отколку сегашната плата. Потоа лекарите специјалисти во здравствените домови, лекарите специјалисти во центрите за јавно здравје и фармацевтите специјалисти. Последните две категории ќе имаат зголемување за 14,5% зголемување на плата, или околу 4000 денари ќе представува нивното зголемување на сегашната плата. Според премиерот ќе се реализира и ветувањето за минималната плата и од јануари нејзиниот износ ќе се зголеми од 9590 денари на 10080 денари. И тоа во сите индустрии, освен во текстилната и кожарската, каде што ќе се зголеми од 8050 на 9000 денари. Скоро 1000 денари зголемување на минималната плата. А во тие две дејности до 2018 година ќе се изедначи со минималната плата на другите дејности до 10.080, како што впрочем е предвидено и во програмата. Значи од 1 јануари се зголемува минималната плата во сите дејности, унака како што е ветено во нашата програма, истакна премиерот Груевски.